Вчера, значи, ранобуден сум и си ги извршувам врските од рано наутро. Денеска си посебно среќен, поточно од вчера да држи таа среќа, стана Чичко по трет пат. Да, Чичко, стана вчера бев најчичко. Најчичко, како ќе се вика бебето? Не знам се уште, но си чекам малку за викенд, кога ќе си одам на кај Неготино, па тогаш ќе дознам многу работи и ќе го видам нормално. Едва и чекаш сигурно. Да. Прво да ги завршиш обврските. Токму така. Дел од твоите обврски е и промоција на песната Една, најнова песна ја издаде под План Б продукција. Намерно во овој период издадена да биде летен хит, веќе се пушта по радиостаниците, кај на се второ место. Па добро, една испадна така интересна комбинација, значи позитивна композиција која што со самото тоа кога дојчи за прв пат, нели, ми ја освири на гитара, ми остави така во уво добар впечаток и мислев дека да, тоа е тоа што ми треба во моментот. За летно хитче ќе има летни хитчиња, сега што сме пролет, така да ќе се работи и ќе има многу што да чуат моите фанови пред се. План Б продукција, токму продукцијата која што започнав нова со работа, значи по година време мислење како што да правам, каде да идам, решив дека токму тоа е правата продукција за мене и се надевам дека ќе се одвива добро се за мојата кариера. Продукцијата планира албум нов за тебе, поточно прв албум, кои песни ќе се најдат на него, ќе има ли дел од стариот репертоар, подготвувате ли нови? Па добро, се работи на новиот албум, селекцијата на песните ќе се прави кога ќе дојде време, се очекува некаде крајот на октомври или со се здраве Боже ако иде по планот некаде за публиката пред новогодишна честитка ќе биде и самиот албум и здраве Боже концертот. Значи ќе има некои композиции кои што веќе се издадени, но се работи на тоа да има нешто ново со автори како докажани во Македонија, така и надвор од нашите граници. Отворени сме за соработка со сите и мислам дека ќе го работиме полека, но сигурно за да има душа самиот албум и да остане, да трае. Ајде да чуеме причината поради која што денес си тука. Една, Александар Белово продолжение, има ли една посебна за тебе? Една беше на светот моја. Нема една се уште. Се надам сега кога ќе излезам под дождот ќе ја сретнам и по скопските улици. Аха, ма си романтичен. Александар Белово продолжение на 18 минути по 9. Ви по утринско расположение заедно со вас се до 10 часот. Елена и Дела, вашата стандардна ВИП утринска екипа. По години долги со спомени секаде патувам, не успевам лесно да пронајдам начин за да те видам пак, а имавме море од љубов кон никој до сега. Една беше на светот моја, една причина се да сторам, една знаеш како молам да те вратам, молам. Една беше на светот моја, една причина се да сторам, една среќа и една тага, уште си ми драга. И уште сум сам, со душа ги чекам деновите за нас створени, и други ме следат, а премалку вредат за да те заменат, да имаме море од љубов кон никој до сега. Една беше на светот моја, една причина се да сторам, една знаеш како молам да те вратам, молам. Една беше на светот моја, една причина се да сторам, една среќа и една тага, уште си ми драга. Беше за мене една знак, една ке останеш. Одамна не сум среќен јас без твојот глас. Една знаеш како молам да те вратам, молам. Една беше на свет. Една на Александар
Александар Белов, момчето денес со нас во студио. Ајде како на квиз прашања. Со девојките, верен, неверен? Верен. Молиш за извини кога ќе сгрешиш или не? Кога ќе им скрешам? Да. Па добро, јас не грешам. Не, па зашто да не може? Ако сум сгрешил, ако мислам дека тоа е правото и дека тоа е љубовта, ќе се молам за извини. Така. Имаме уште неколку прашања кога зборуваме веќе за овие работи. Исто така ме интересира дали наутро кафе би пиел прво или чај? Чај, пошто не пијам, единствено реков кога идам за Лондон да го гледам Арсенал во живо, тогаш ќе пијам чај. Не знам, знаеш како, кафето ми е утрински ритуал баш така, значи зависи колку е тоа рано наутро. Например, денеска не станав дома да пијам кафе, него дојдов од Сити радио и така, тука си го направивме утринското кафе. Не ми е стандард комбинација, но знам тоа да го направам кога ќе бидам така понаспан и дека кога ќе имам доволно време за тоа. И обилен појадок, овоше. Сумлива комбинација. Да, конечен одговор. Значи обилен појадок. Благодарам за гостувањето, ни го развесели утрото. Се надевам дека ќе ни дојдеш и некој друг пат кога ќе имаш што да промовираш. А тоа ќе биде набрзо. Да, поздрав поштедено си слушатели и уживајте во ова врнежливо утро. Продолжуваме понатаму, ви путринско расположение со ова 7 до 10 телена и дела.